Океј, драги мои пријатели и пријателки, добро вечер во вториот дел од емисијата Јади Бурек. Вечерва гости во емисија ни се Владимир и Виктор од бендот Деменција. Вечерва ќе разговараме за метал. Виктор, Владимир, добро вечер, добро дојдовте. Добро дојдовте. Ви благодарам што се озвавте на поканата и што дојдовте. Кажете ми малку повеќе за вашиот бенд, од кога функционирате, вака гледам млади сте, значи вчера, завчера основно оделение, кај сте почнали у градинка и така натаму. Многу одамна, убаво што спомна, средношколски денови, 2000-те негде се упознавме со Виктор, 2001 веќе дојде првиот молец заедно да формираме бенд, знаеш, 2002 веќе формиран, го имавме и првиот настап со тоа што бевме по друго име тогаш, ако се сеќавам добро. Да, по друго име настапувавме, други членови се нормално од денештиве и Фала Богу што мене не ме праша дали се сеќава под кое име, добро. И супер, 21 година на сцена веќе, неофицијално, официјално идната година негде 20 ќе правиме со Деменција како Деменција бенд. Првиот молец заедно да формираме бенд, знаеш, 2002 веќе формиран, го имавме и првиот настап со тоа што бевме по друго име тогаш, ако се сеќавам добро. Да, по друго име настапувавме, други членови се нормално од денештиве и Фала Богу што мене не ме праша дали се сеќава под кое име, добро. И супер, 21 година на сцена веќе, неофицијално, официјално идната година негде 20 ќе правиме со Деменција како Деменција бенд. Ајде сега, зошто јас се осеќам као будала, а тврдам дека ја следам македонската музика, зошто не ве знам? Толку сте underground? Па и повеќе. Океј. Многу. Самата музика го наложува истото, технички дет метал. Ограничена е публиката, многу ограничена. Ресурсите кои што се вложуваат во самата музика се огромни, љубовта исто така кон музиката е огромна, но публиката е така ограничена. Но во последно време, како што приметувам, се менува сцената во Македонија, што е една моја огромна радост и за тоа сакам да позборуваме понатаму малце повеќе. За вашиот бенд прво да идеме. Да направиме сега кој е што во бендот, кои се членовите? Татко на бендот. Вака. Виктор, твој е бендот, значи? Да, мој е бендот, јас свирам гитара. Владимир е и првиот вокал, оригиналниот на бендот. Го имаме Саше Бранковски на гитара. Друга двајца да сме соло гитаристи. Потоа го имаме најновиот член Бојан Анакиевски на тапани. Он само што дипломираше, да го поздравиме, на одсекот на, мислам дека класични ударни инструменти во Битола. Сега се запишува моментално кај нас на академија. Он ние као дете може да ни биде, ама супер свири и така натаму. И последниот член ни е Мартин Цветковски Суре на бас гитара и тоа е. Низ годините имаме сменето многу познати и непознати членови. Имаме соработувано и свирено со некои луѓе што се така легендарни у нашиот свет. Претежно ни се менувале тапанарите и тука сите немаат среќа. Као почиња, па нема пари, тешко е, треба многу да вежбам, знаеш, јас имам други обврски, така е. Таа прича со бубњарите е за сите правци, посебно за нашиот, комплициран. Исто, ја бубњар, кога отидов у Лондон, слушам еден растуров продање, кој свири доаѓа, вика, кој свири, тој индиецот, can I help you, sir? Викам, who's playing? Ово е страшно нешто, Били Кобан дошол тука, влегува, вика, Yamaha RX-7, и кој ја видов, тоа парче на пластика, викам, ја не ме бил. А плюс тоа, за вашава музика е многу захтевна, технички и музички. Мислам дека бубњарите ви умираат и ги закупувате со некој ритуал, не правите таму. Едејќи ја не знам кој може да го издржи. До душа некои се селат у странство. Вие немате сентиши, немате овакво. Ако ја класифицирате вашата музика, каде се става, во која фиолка оди? Во светот на металот, конкретно, јас би кажал, се определивме за овој правец баш поради тој момент. Нема ограничување. Тоа во ред, но
како ве дефинираат? Дет метал, треш метал, Death не знам, metal. дет Од метал. таа- Дет ова, метал, ова, меѓутоа ова, као подгранка ако збориме, Тоа? има некој вид што се појави, тоа е понов правец како техникал дет метал и таму е дозволено да свириш джез или рок или турбо фолк, а да не те окарактеризираат као шунт. Например, нормално е, ти си од тие што свират тоа дет метал, окей, што и да направиш, така звучи ако е брзо и што се вика и Васка Илиева цепа ја на 200 темпо и тоа е дет метал, причава. Значи, Има бендови. basically, ако го споредиш е као fusion jazz у jazz светот, кај што доаѓаат луѓе, свират комплицирана музика, си проаѓаат убаво и тоа. Ова е некомуникативна музика. Од една страна, од друга страна, публиката страшно добро ја комуницира оваа публика, оваа музика. И музиката е многу специфична во начинот на израз, во начинот на свирење и во начинот на пишување на текстовите. Кај овој вид на музика не е непознат за мене, далеку од тоа, но далеку јас сум загребал малку под површината, се инсистира на тоа неприроден вокал кој можеби ако нешто се споредува е со она сибирско на throat singing. Бидејќи ја неќам да ви исмејам, сакам само да ве пофалам дека Така е, да. дека се бара посебен напор и посебен начин, значи неприродно пеење онака да го отвориш грлото, него да го стегнеш грлото да излезе сосема поинаков звук. И тука ќе се сложам. Во целост ќе се сложам, си бара. Си бара вежбање, си бара издржливост, си бара и нега на грлото, доколку пееш од грло. Ја конкретно еве ги 21 година веќе само грлото, додека држи, кога ќе попушти, ќе ја почнеме диафрагмата. Два начина на пеење се. Го користам грлото ден денес од проста причина што можам да добиам интонација, колку и да тоа е интересно или смешно или невообичаено звучи за овој тип на музика, сепак има интонација. Сепак има некоја емоција која што преку таа интонација ќе ја пренесеш за тоа што сакаш да го кажеш во дадениот момент. Но точно тоа, си бара многу и ретко кој може. Што е приказната? Што се текстовите? Каде идете? Едно е, многу ви е важна формата, знам колку е важна формата. Второ, технички да биде совршено, тоа е кај вас, како да ви кажам, едноставно брука се ако немаш онаа совршена синхронизација, дури да речеме како да е на компјутер направена. До толку сте технички увежбани, тоа знам дека се од сабајле до вечер, фраза една се вежба до не знам, до исцрпување. И на крај приказната. Приказната. Ќе го оставам Виктор за Виктор, Приказната, јас ќе ја кажам од мој аспект, бидејќи не сум вокал и ја гледам баш како јавноста што ја гледа, гитаристиве се познати дека текстови дури у собствен бенд не си читаат многу често. Но не навладаме. Кој го пишува текстот? Владимир го пишува кај нас у бордот на други членови, се одобрува тој, заедно седнуваме, ова ни се свиѓа, ова не. Значи генерално сите треба да мислиме дека е до некој начин тоа што сите го осеќаме. Значи текстовите и името на бендот Деменси одговара за овој свет, а името на албумот исто така одговара за овој свет, што се вика False Humanity. Значи, зошто деменција, бидејќи деменција е ако тоа е психолошка болест која што ги вклучува сите психолошки болести на универзумот. Значи, дементиран е човек некој што бил многу интелигентен, му идело се у животот ради одредени причини, дали природни или не природни, тој почнува да се деградира како личност. Некојаш и од самата личност, некогаш од ивенти предизвикани обштествени, некогаш фамилјарни, некогаш го притиска, да речеме, тоа брзиот начин на живот, работа, и тој веќе нема каде, држи во себе, не се празни као нас по инструменти, почнува да мисли многу и тоаш веќе почнува мозокот да прави нешто што се вика фаза на деградација на мозокот, наместо да му иде и да му станува подобар, тој му станува полош и така завршува за жал. Ќе надополнам само Виктор тука.
дека веќе се кажа, реално, само ќе го кажам онаа точката на виење која ќе пукне, тоа е тоа. Не офаќаме религијски аспекти, никогаш не мешаме религија, но офаќаме многу психолошки аспекти, општествени аспекти, кои што влијаат на психата. Баш во овој албум ќе начекате од А до Ш лирики. Има од буквално клиничка деменција, има до поствоена деменција, има до корпоративна деменција. Да, и тоа го има. Објасни ми како го гледате тоа. Стварно, мене ми е Простиот живот. Затоа што деменција ја ја сваќам, знаеш, она како жените обично повеќе жените Така. ја ги фаќа негде околу 50-60 година, заборавање, менување на личноста, деградација, што рековте и така натаму, но исто така и сеопшта е така еден наместо прогрес имаме некаков регрес. Сега ние тоа не го гледаме само од име од аспект на тоа дека некој човек деградира или тоа се, да речеме, повеќе индивидуи. Ние го гледаме како еден обратен процес, кај што некојаш луѓето се нормални, а општеството е ненормално, или мисли они дека се ненормални, а они се нормални. И ние сега тие аспекти ги покриваме повеќе отколку слушај, ој ретардиране ќе пееме за него. Ние збориме за, например, дискриминација, тоа е честа тема, меѓутоа никој не реално не го мисли тоа кога пуштаат реклами, не дискриминирај. Ние имаме песна што се вика "Дали различноста е греф". И текстот е буквално толку општ да секој еден се наоѓа у тоа. Например, некој му вика "Ти си многу дебел, ти си многу висок, ти си имаш едно уше вака на страна, друго уше". Значи тоа за сите нас е тема која што никој у турбо фолк и у лав сонгс не би ја ставил. Чи никој не напишал да речеме песна е за ој со кривото уше песна како ја сакаше убавата принцеза. Него сите се она све е супер нели у општество и сите сме среќни. Од тој аспект веќе кога гледаме, точно е тоа. Реверс ефект. Разборуваме за реверс ефект. Не е баш само одредена тема. Туку е глобална. Не е само еден случај, туку се многу. И не се баш во овој албум не е само некоја имагинација или машта, него се неколку конкретни случаеви од луѓе што јас сум ги познавал, или луѓе за кои што ми кажувале, или луѓе кои што имале страшни проблеми. И ми дошла инспирација да ги ставиме во текст. Малце е чудно, малце е необично, малце е општо кажано, ништо конкретно, може да се начекат и многу конкретни работи во истиот албум. Пак ќе кажам, музиката е таква што управо тоа. Ацо Шопов. Управо тоа. Значи, ги гледав сега текстовите додека ми говоревте, извини ако ти го скинав муабетот, ама заслужува. Значи, темите на албумот се Demented, Obedient to Filth, Abused, The Shell Shock, In Life, Denied, Making Difference, Pure Form и раѓање на зборот Ацо Шопов. Управо. Мислам, луѓе, стварно вие бранувате. Многу. Таласате. Фрлате далги, што викаат охриѓани. Фала ти. Зошто Ацо Шопов? Приведејќи е еден таков автор, таков поет наш, толку многу длабок и толку многу комплициран за да се разбере, професори, академици го разработуваат и дали се уште можат да му дојдат до суштината, а конкретно за раѓање на зборот, мене лично ми има значење огромно. Многу огромно значење ми има и тоа е оној момент каде што пред да се роди нештото е опфатен во раѓање на зборот. Знаеш што, пофасцинантно ми е што вашата форма, многумина ја доживуваат, па и дури ја колку толку ја разбирам, е многу агресивна, премногу енергија има. Не може секојаш да се слуша. Може идеално, например, после крај на работен ден си се нервирал со колеги, со шефо и сето тоа, па седнеш у кола и пушташ деменција и све да излезе од тебе, како некоја терапија,
па и Терапи имаше бенд, ако не се лажам. Да, така е. Нели? Така да го разбирам овој израз дека на многу луѓе им е лек, не им е патоказ, не им е воведување во нешто, туку едноставно празнење од нешто, бидејќи вие викате не идете во религија, вие сте порелигиозни од што било кој затоа што зборите за падната природа. Ние во религијата само збориме за тоа, дека човек не е ваков како што е. Да е ваков, он нема да прави вакви злодела и нема да создава вакво општество. Ние сме во лајна до гуша, а глумиме дека сме добри. Епа, нешто не е во ред, луѓе. Нешто не е во ред. И немој да ми пееш песнички на станици у Пули, затоа што тоа е лажење. Затоа што вашето е многу поискрено. Стварно барем одразува ситуација каде што ние секојдневно живееме некоја травматска, тешка драма, од деца до најстари. Пушти Вести, пушти Јанко, пушти ова, пушти она, ние сме у тежок булшит. И сега ќе пееме Шангри-Ла. Вистина е, да. Тотална вистина. Ние го направивме бендот, јас ќе земам збор, пошто еве бендов на, да речеме, на моје задоволство беше оформен од моја страна и ја бев да речеме, захтевен да се деси тоа што се дешава. Бендов е направен, ти како што спомна, да ја изфрлиме сета таа енергија што нас не мачи и ние да се осеќаме подобро. Јас уште од мал се занимавам со работи кои што лично, да речеме, таа енергија, така сум се родил, не сум учел, не сум изучувал, не сум следбеник. Јас сум знаел дека кога кидам на планина, толку, после нема нервоза. И кога си дете, нешто дома ти викаат, ајде отиди искачи го ридот, после све супер, мамо, тато, фала. Ја најдов преку музикава еден таков момент кај што јас не можам да бидам нервозен од кога ќе се вложам да го свирам ова што го правам. Да го искреирам, да го isfрлам тоа што го сакам. И тоа беше целта и после кога ги запознав моите... Што си по професија? Вака, јас сум, сега да не ја должиме у телевизија, сме вака, long story short, јас бев нижо музичко, бев талентиран, го поздравувам Јане, професорот по гитара што ми беше на времето, али он ми кажа, Виктор, слушај, ти си многу талентиран, дај бе одбери нешто друго што ти се свиѓа, бе, не биди клошар да свириш за илјадарка онде у Маракана цел живот да собираш пари. Јас имав една друга професија што ја сакав у тоа време, уште пред да бидам средно, тоа беше маркетингот. Завршив, дипломирав, магистрирав, почнав да работам, ден денес работам, имам своја фирма, ја пораснав компанија до некој стадиум, сум работел и работам со некој од најголемите светски имиња у бизнисот. И камо бе една реклама тука? Да, може за тоа накнамно зборија. Накнамно да. Меѓутоа музикава низ цело тоа... Ја у Мекен Ериксон работев. Водев Opel, Colgate, Coca-Cola, такви работи. Нема веќе. Значи, музикава ти останува паралелно ја тераш со... Види, музикава ми била мене секогаш таа што ми ја гурала и професијава напред. Колку и да звучи глупаво, таа дисциплина да направиш нешто што се гледа невозможно, а ти го правиш, мене ми дала да бидам тоа што сум во бизнисот. И јас увек сум се потсеќал на сите, им викам на работа кои што работат со мене, колегите, голем поздрав до нив. Значи им викам... Слободно кажи ја фирмата, немој да се стегаш. Ние работиме на странски пазар, така да, после ќе ја кажам и така никој не знае, Six Pro Marketing, поздрав. Значи јас секогаш им викам, еден гитарист да стигне, да го разложи акордот е комплицирано. Да отсвири арпеджио од еден акорд од 5, 6, 7, 8 тона за неколку секунди е ултра комплицирано. Тоа ја лично сум го вежбал као и сите други што се у музикава со месеци, ако не и со години. Зошто? Заради тоа што сум чул негде и сум го замислил дека звукот треба да го извадам, а не искачам. Знаеш дека некој го може и... Зошто? B.B. King тоа го прави у 3 тона, а ти имаш потреба да го направиш у 3000. Види, Истото у
у 5 секунди. Technical death metal не викаат because we overcomplicate. Не зашо го упростуваме. Значи, што е најтешко, дај. Кој е најбрз, дај, ние побрзо да отсвириме. И така, тоа е више у безвест, ние го викаме и атлетска дисциплина. Значи го ставаш кавалера на грамофон, на лонплейка на 33, го пушташ на 45 и неговото најбрзо соло го кинеш. Така, некако, да. Интересна е причата со Сепултура, не знам дали ја знаеш. Дека Раштимани почнал да свира, па им звучало интересно, на другите па ги земале. И така се пробиваат. Јас сум ги измислил Сепултура, што ти е тоа? Абе, ја ги направив Сепултура, не постоја пред мене. Не, сумњам. Него... Джинглот на 103 со бубњевите од Root Bloody Roots, ја тогаш кога ги открив, за мене бе откровение, кога споја метал со паганска, фолк, етно, 5000 години стара музика, тоа беше Бразилско. неверојатно. И кај нас има, например, исто некои ритмови кои што влечат длабока традиција од нашата музика и се ненамерно направени и скочиле од нас. Кој ше инстинктивно тоа од генот. Инстинктивно, например, 23, 25 осмини, 22. Ние цело време тоа у нашава музика го имаме, некојаш не сакајки, некојаш. Дури сум седал со еден пријател кој ше, нели, ние ги викаме браќата Роми, значи он е еден од најталентираните луѓе, јас што ги знам. И он ми вика, бе, слушај, овој ритам е најпопуларен кај нашите. Вика, они свират па, и вика, вие го имате у песна, неверојатно. Ама ете, тоа е што ние слушаме, тоа и после искача. Да. Те води емоцијата. Во принцип те води емоцијата и таа емоција гледаш да ја канализираш преку музиката. Она што го спомна Виктор, сите можни стеги што ги имаме во секојдневието, не се стеги каде што треба да пукаат на страна, не се стеги каде што треба на нас да пукаат шоуите. Напротив, канализира ги преку нешто, тоа нешто да стане нешто креативно, а тоа креативно на крај да можеш да го врочиш во производ. Пак ќе кажам, склопот на инструменти, склопот на музичари, склопот на емоции и енергии кои што се роди во бендот е толку многу моќен, што јас сум денес благодарен на него што имавме еден тежок период каде што пукаа шаловите, ама он ги додржа. И пак ќе кажам, денес сум благодарен за истото, така да се додржа таа енергија, сега вродува со нов плод, нов албум, далеку посериозно, далеку по-професионално. Многу интересни имија се јавуваат на новиот албум, многу интересни музичари од светот на металот. Па еве Виктор ќе каже за Јоханес Гросман и за Линус малце повеќе. Јас само ќе ги најавам како такви. Еден од топ 5 бубњарите во светот, во свет металот, светски. А и богами басистите. Како иде таа соработка денеска преку современите технологии, ги праќаш твоите подлоги на кои он после ги и така. Да, ние одлично. Значи немате физичка средба, ама технологијава овозможи стварно изворедни така, фузии со изворедни музичари и тоа во многу разни музики и тоа го сретнувам. Браво. Кажи ми за соработката како. Па вака интересно е, ние нашата енергија, например, и тоа недостатокот, што викаш, ги копате бубњариве, не донесе у еден момент кој би можел да свири со нас, као не можеш стварно и да бараш на YouTube, ќе најдеш 3, 4, 5, 10 луѓе и тие се, некој живее у Америка, некој ваму, некој таму и се јас им пишав на 2-3 у тоа време, некој вратија, некој беа зафатени, некој не вратија и Јоханес, пошто е германец, он беше најкоректен, вика, слушај, како и другите одговори од другиве што ги добивме, вика, јас не свирам со no name, ама ако вие имате нешто што вреди јас да се вложам, ја ќе свирам со вас. Сега ние сме no name, тоа е вистина. Сме свиреле, постоиме 20 години, меѓутоа и као ти што не знаеш, и тој у Германија не знае, кој што е во нашиот правец, па релевантна фигура. Локал. И ти маркетинг ми водиш. И он го чу ова што го имаме парчево и рече, слушајте, јас со задоволство ќе свирам. И тоа беше еден чекор поблиску до тоа што го сакаме. Он прифати,
ние го isfinansиравме тоа самите, тоест јас го isfinansирав, другиве помагаа со креациите на музиката и така натаму, и од таму дојдовме у еден момент кај што и басистов што ни свиреше супер, беше некој неспоразум, се наљути и викам на Ханес, кој би свирел кога ти свириш, кога ни недостига басист? Па он вика другар ми, Линус, он вика цело време свири. Сега они се у топ 5 бендови у светот, он има свирено у 3, еве Некрофагист, Обскура и така натаму. Значи он во сите тие бендови свирал во најдобрите албуми. И basically он ние и на таа наша генерација, дури и како некој што сме се угледувале, идол. Они биле врвот, со тоа што кога снимја, ние сме презадоволни од соработката. Али еве еден интересен факт за телевизија. Значи ние првиот албум 12 години го снимавме, не го снимавме 12 години, него имаме член кој што е юник и кај него траат работиве, ама после се наоѓа и друг, дете едно, дете друго, и тоа стоеше у фиока, и као што би рекол еден пријател, вика, па ја не познавам друг бенд, вика, ој земал Греми, ви работел као микс мастер, па друг, па на крај да завршиме у Стерлинг Саунд да ни го средат албумов. И тоа е веќе таму се Мадона, Металика, така натаму. Сите бендови што модерно време ги познава, ние стигнавме да работиме само и само зашто они го слушнаа и веруваа у тоа. Значи сега да, у денешно време. И они се учесници на овој албум. Така, на тој албум. Така. Со тоа што овој е сниман пред 12 години. И сега ние со овој му отидовме на овој другиот бате, слушај, ние снимивме ова. Чекај, ова не е новиот албум, ова не е стариот. Така. Кај е новиот? Ќе се видиме за новиот, повторно е. Да. Добро. Тој очекуваме од септември. Ќе се видиме за маркетингот после тоа. Нема така, проблем. Да. Првото е гага, после ќе видиме. Оф. Шега на страна. Кажете ми, вие не живеете ово, исклучиво го правите од љубов. Не може да се каже дека сте професионални музичари, поточно не живеете од ова. Какви се сега амбициите со новиот албум која ќе излезе? Излезе ли новиот албум прво? Не излезе, излезе септември, октомври. Добро. Инаку амбициите ни се големи, меѓутоа големиот аспект да допрат до сите што сакаат да не чујат. Сега маркетички малце ќе влезеш, конечно, така. Добро. Јас сум идеален политичар, само не сакам политика. Сакаш да ми кажеш дека ќе правите спотови? Значи ние ќе работиме спотови, концерти, меѓутоа ќе го лимитираме ангажманот во настапи. Тоа значи сите имаме кој по едно, кој по 2 деца, и ние сме многу ограничени со бизнис и со друга професија. Моментално по вокација правник, никогаш правото не сум го сакал ниту работел. Моментално работам за американска фирма, дата аналист. Океј. Not bad. Имаме еден банкер, имаме еден музичар што работи со музика. Значи новиот албум ќе биде све, немате гости други како овие? Напротив, новиот албум ќе ни биде со многу повеќе гости. Со многу повеќе гости, добро? Да. Моментално почнуваме да го промовираме по фестивали. Сега свириме на ДФС во Дојран. Одлично. 2-3, треба да кажат Конечно. Да. Добро, Логин секогаш има луво за бендови како вас. Впрочем, ако не се лажам, и оне цело време со овие, кажи ги најстариве наши металци. Санаториум. Така да ја многу ги сакам, ги почитувам и сум ги поддржувал Санаториум, кои се наши живи легенди, мислам ги поставија темелите. Но не знам што се случува со метал музиката во Македонија. Имате ли бендови, имате ли фестивал, вие да направите метал фестивал? Има ли други бендови кои функционираат, кои се дешаваш? Има ли нешто? Се случи Revival фестивал во септември. Зиле, да го поздравиме Зиле. Дефинитивно. Поздрав. И Паша, они го организира Revival Фестот. Многу убав фестивал. Стриктно метал бендови беа. И планираме тоа да го доживееме и соживееме и надживееме, само да не остане на тоа. ДФест ни е сеа на програмата.
а за други метал бендови малце во стагнација стана на нашата сцена. Има нови дечки, Нашата излагат, сцена. нашата сцена збориме. Каква е сцената, например, според моите информации, кои се и постари, Бугарија, Турција, Грција имаат изворедно јака, сцена, да. не знам за Србија мислам дека не, О, да. но Бугарија, Турција и Грција изворедно јака метал сцена дека имаат. Точно ли ова или не, имате ли некаква Види, соработка? објективно според мое мислење и според тоа што е на нели од нашите колеги, тие сцени се подобри, меѓутоа се во слободен пат. Тоа што кажуваме, јас кога бев 2007 во Њу Јорк, кога гледав бендови во BB King на Times Square, тоа е најпознатиот светски клуб за било какви настани. Таму почнале Джими Хендрикс, BB King. Тој клуб лани, кога беше другар, ми вика, бе, не постои таков клуб, затворен е. Така да, ако почнеме од таму, да, меѓутоа јас тоа као и у маркетинг ми викаат, шо ќе правиш кога ќе нема paid advertising? Јас им викам, јас сум маркетер, ќе се смени каналот. У моментов се менува каналот, као што ти си бил на радио, сега е ТВ, сега си на YouTube, така. Што се случува во металот? Што се Металот оди на оние форуми кои што има вистински фанови кои што слушаат бендови, си разменуваат музика. Дали е тоа еволуција во музичка еволуција, во нова форма или нова енергија, истата форма, само нова енергија, нови луѓе кои сето тоа му даваат поттик? Тешко е да се каже, бидејќи луѓето кога зборат за нешто, мечтаат по тоа што го знаат. И тоа е најголемиот проблем. Ти ако си научен да гледаш концерти со по 10.000 луѓе, кога ќе ти дојдат двајца, викаш ова не е добро. Ама можеби енергијава на YouTube е поголема кај нив дома. Тоа од нас никој не го знае, али и ние мислиме така, викаме, малце 1000 луѓе, порано имаше по 10.000. Да, ама гледаш дека на YouTube 2 милиона гледања Така, после да. имаш. И после не можеш да кажеш Ние имаме двајца како интересна... критериумите се менуваат во овој момент, Така, може да се каже. И тоа го приметив на задњата свирка, на земјотрес кога настапувавме. Многу интересен момент. Многу интересен. Најверојатно Каде? на земјотрес, во МКЦ. Земјотрес фест. Многу интересна појава беше публиката. За прв пат во 21 година, јас да се качам на сцена и да видам дека јас никого доле не познавам во публика. Буквално никој. Во ред, да, постари сме веќе. Ако пука козметика, жена, деца, стрините, ости тоа, ости цигарата, иди кај мама. И сега и... Но самиот микс што беше направен од млади луѓе е многу задоволувачки. Од кој аспект? Немаме како на времето што беа посебно металци, посебно панкери, посебно рапери, посебно рокери. Не, се е заедно. Тоа е тој ефект од, ајде, ќе му дадам на значење на хипстерајот, што го истераа. Хипстер движењето го направи тој ефект. Да младите од андерграундот, сцената, се спојат сите заедно, па дури и инди, што слушаат. И они се веќе на концерти, и они се веќе на да ги нема оние фестивали. поделби, Нема диско, така е. шминкери, панкери, металци, овонава. Пошто металците се најсуетните у тоа, дека они најдобро свират, највише пари дале и највише време вложиле. И сега они порано не ќе да се дружи, значи јас сум металец, види што свирам, ај фати го па прави муавец со мене. И така е. Тоа веќе Колку нема. вежбате кога вежбате ствар? Многу. Сега види ти, јас за мене ќе зборам, јас сум тотален невежбач. Добро? Значи тотален. Тоа значи имаме албум, седнувам, го снимаме албумов, па не фаќам гитара 2-3 месеци. Ама не свириш ритам гитара, ти си повеќе по... Свириме и двајца да соло, пошто оваа музика нема простор за тој што е слаб. Значи сите и соло и ритам. А бас и бување и све исто толку им треба или напротив? Так, многу види, тоа зависи заради од човекот. увежбувањето. Една работа интересна, што у нашиот стил, кога ти ќе почнеш да ја осеќаш музика и кога имаш 20 или 30 песни што тебе срцево ти игра на нив, ти веќе не ги свириш, не ги вежбаш. Тоа е како ќе те разбудат у 3 сабајле, ајде, фати ти зимаш гитара, ја гледам клипови, викаат, абе, стречинг требало, ова требало, нозе, раце да истегнеш, тоа нема врска. Кога ти е од срце, кога ќе ја видиш Како е у публика техниката, крај. пошто гледам неќе да се Звер. фали?
Звер. Он сега вика дека не вежба и сега точно е дека сега помалку вежба, но јас памтам денови кога и он и Саша вежба по цели денови. Ама кога кажувам по цели, мислам по цели денови. Можам да го Осам пофалам е, другиот да, гитарист, он е човек кој што вежба безпрекорно. Ден денес, он ќе си ги стави слушалките дома, гитарчето, деца Битно ти е у спијат. бендот да биде совршена техниката и уиграноста или Битно е енергијата да биде енергијата победен. да И биде. заради тоа што може некој да е подобар, некој полаш, ама заедно треба да сме уиграни. А Викингов? Кажи ми ти Викингов за е него, не шлагот. ти. Викингов За ја дава вежбање како е енергијата, он е као и сите вокали кај нас. Само еден микрофон у живот има инвестирано. И вика, јас премен сум. Штраф, дај микрофонов да снимаме. Так, готово, едно ливче напишано од дома. Ама и многу ризичен, оти она ако го изгуби гласот Така. у едно вежбање после Меѓутоа е така многу битен, пошто он е главниот пред публиката. Значи, Фронтменот. него треба да му е енергијата насочена кон нив. И ама исто ти го викаш Викингов, значи ние кога ќе застанеме, сите сме, освен бубњаров у моментов, сите сме 1,85 м нагоре. Од кој што јас сум 100 кома нешто кила, он е 120 кома нешто. Ослабев сега. Другиот е 130 кома нешто и кога ги излеземе така Голем, личи голем. тоа каша Голем. попара, да. Значи и јас сум за кај вас. Може. Така да. У килажа, не у Така, сила. Шега на страна. Кажи ми, колку BPM-а иде? Колку? BPM-а. О, многу. Стандардизирано ни е над 200, Не, ама не. некате 200, некате 250 најмногу иде. Сте отишли и повеќе на Тоа свирка, значи ама без две добро. педали, Значи збориме у без две бас педали не доаѓа во предвид. 16 на 240 голем таск да свириш. Ако си бубњар. И после бубњарот, после кај ги закопувате овечено, на кое буниште ги фрлате? Абе сами си За идат, колку се селат у странство. Па знаеш како и слоновите кога умираат си имаат, а овој ќе иде и ќе си умре, пошто ова е стварно Се исцрпувачко. ние сме имале членови, ова е многу интересно. Бубњевите, бубњарот е стрикно машина во вашава музика. Еве и кога ја слушам вашата. Значи, имате импровизација во вокал, има импровизација во ова, тука може во енергијата. Ама бубњарот тоа е тоа. Добро, метал музиката строго инсистира на аналогно. Една добра ритам машина, едно добро програмирање, вие може да си уживате и барем да не ве гризе савест дека сте го отепале човекот. Тука е интересното. На наше големо Дали сте задоволство. размислувале за такво или дали е тоа дозволено Да. во вашиот свет? Да, ама не. Да, ама не. Да, ама не. Зашто? Она кога го кажа, бубњарот е машина, точно. Машини се. Факт. Нема бегање од тоа. Мора да бидат спремни, мора да бидат точни, затвориш мора да очи, бидат се. дали е ритам машина или е човек, ништо. Фасцинантно е што е човек, ама кој е онда поентата во таа совршеност? Ке ти дам една аналогија. Правиш забава или свадба, така? И ти доаѓа бенд со 6 сајзери. И едниот ти вика, јас свирам гитара, јас свирам бас, едниот тропа, ја вика, тропам бубањ. Дали исто ја осеќаш таа свадба и свадба некој која ќе се намести и е Ако ми басист? дојдат Депеш Мод со 6 сајзера, Нека нема дојдат, проблем. нека дојдат, нема Се шегувам, проблем. се шегувам, те разбирам, те разбирам. огромно Значи, задоволство, тоа е на наше огромно задоволство го имавме Златко Стравјановски, над 10 години мендо. Сакам него да го поздравам многу во оваа прилика. На наше огромно задоволство, зашто дека тоа беше од оние човек од оние машини што ги кажуваш, човек што можеше да истропа цел трибют на дед, човек што можеше да истропа па 6 пати, 7 пати да ги свртиме сите песни на проба кога сме се спремале за настап, човек што душата му излагаше на бубањот, ама не беше она само техниката. Беше емоцијата што ја внесуваше во самата музика. Он имаше таков сет на чинелите, јас само чинелите ќе ги спомнам. Си наоѓаш буквално од се и секој му водеше звукче и тоа звукче знаеше во точниот дел од секундата да го уклопи за да добие целина. И за да добие шмек, и за да добие емоција, и за да добие она што ние го збориме да се затвори кругот. Дали тоа што ќе го вежбате, тоа е на сцена или на сцена знае да одлепите? Секогаш одлепува, ама не во смисла дека... Не он, вие.
Не, ние свириме секогаш иста форма, меѓутоа таа форма и темпо и израз е поинаков. Значи секогаш кога слушаш албум е поспор за 20-30%, уживо е како ќе те понесе. Ако почнат многу да се дерат, више и ти се губиш. Мора ова 2000... Носи енергија, дефинитивно носи енергија. 2005 у студио кај Гени снимаме Ова албум. сите музичари ми го кажуваат. Значи, зборам од Анастасија, кој сами вика, они бараја, нели, теми религиозни, фолклорни, све, вика, ама минимум 20% мораш, вика, да кренеш на концерт. Еве истото вие го кажувате. Мора ова да го спомнам. Кажи кој? Снимаме албум кај Гени. Јас го отснимувам албумов, другиот гитарист 2004 или 5 ли, некоја. Од дамнешните времиња. И одам дома и викам на сегашна ми жена и викам, жена, ја отсними албум, еве чуј го. И она ми вика, не звучи така како што треба да звучи. И викам, што тоа ти значи? Па вика, не свирите вака. Не, ова не си ти. Викам, јас сум бев, сега ми го дае снимка. Слушај ме, вика, ти викам дека ова е на некое темпо кое што ни ти сам не можеш да го чуеш у моментов. Иди, вика, доснимај го втор тек. И добро, викам, шо збори ова, нешто намерно ми прави, демек. И одам... Жена, мајка, па уште се разбира у музикава. Краљица. Машала, Џони, машала. Да ја Ала поздравам, одата ја. 18 години, 19 сме заедно. Така ќе Значи, поздравуваш, жаден ќе путник. поздравуваш, па ќе носиш мајци со нејзин лик, ќе носиш лик. Така. Нема И проблем. одам јас Извини, да малце доснимам. шега, јади буреке ова. Нема ќе- проблем. Одам да доснимам и јас не можам да си ги свирам песните. Му викам, Гени, зошо не можам да ги свирам? Абе, вика, слушај, вие вака одсвиревте, тоа е тоа. Јас морав да идам дома да вежбам месец дена со метроном, со саат, за да го стигнам тоа темпо. Тоа е, знаеш, прв пат влагаш, као прв пат секс да имаш. Влагаш прв албум ке имаме. Прв албум имаме, го свириш 100 пати побрзо и после не можеш да си го повториш. Тоа е one time experience. Го гледаш студио и готово. Добри сте, добри сте. Што, значи, плановите се на Дифест ќе ве гледаме, Сега, да. се надеваме на наредниот земјотрес дека ќе ве има, планирате многу повеќе да се ангажирате во јавност и во подготовка е новиот албум кој го очекуваме во септември, така? Така, така, така. Во преговори сме со неколку луѓе од Шведска, да фатиме Скандинавија малце. Аба, да, јасно. И така е. Да се облакаме као Аба, не. Не. Ама да ми ја пресвирите Ватерлу или Мани од Аба во метал верзија супер ќе биде. Како би тоа Кавер. звучало, О. нели? Јако. Не, во преговори сме. Прејако. Супер. Ви благодарам многу, ми направивте огромна чест. Луѓе како вас ми разубавуваат ова работава да излезам и од монотонија, но секогаш сум се декларирал дека ќе ја следам и ќе им помагам. Ви стојам на располагање не само вас, туку на сите други алтернативни или метал бендови сакаат нешто да направат. Ако мислат дека преку оваа моја платформа може нешто, добре дојдени сте. Ви посакувам многу успех. Среќен сум што ве запознав. Еве, стекнав едно ново пријателство, нови луѓе и навистина пријатно чувство. До крај на емисијата ја би ја замолил режијата да идеме со уште 2-3 ствари. Вие немате официјални спотови за Ќотекс. Сакам да кажам, Сме. многу ми е жал, но еве чисто како музика што е овака добра сега за освета, на пример, ве нервира комшијата. Пуштете само малце погласно ова. Сигурно нема да го разбере. Особено ако слуша Цица. Ао, каква добра освета ќе биде ова. Благодарам многу, многу Фала успех. на тебе, се гледаме повторно. Ти благодариме највеќе на укажаната можност, па се надеваме повторно ќе седиме. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. До крајот.